Со почетокот на есента започнува новата сезона во работата на текстилните конфекции, но започна и остварувањето на црните сценарија кои се најавуваа во врска со проблемите со кои ќе се соочуваат. Со тоа што се откажуваат договори од страна на странските компании со кои соработуваат, се намалува производството, а со тоа и бројот на работниците. Иако кретењето на работните места е последна мерка кон која би пристапиле конфекциите, сепак голем е бројот на текстилни работници кои останале без своите работни места. Не токму појавата на коронавирусот, туку соработката со странски компании за помали серии е причината поради која во една од штипските конфекции, Албатрос, се намалувал бројот на вработени уште пред пандемијата. Тоа ни е идејата, значи насоката наша е да не произведуваме масовно производство, туку мали серии. Таму ја гледаме иднината заради тоа што нема конкуренција толкова голема. И ние мораме да работиме некој производ кој што е со повисока цена, ама бара повеќе вложување интелектуален труд, повеќе вложување на организација, внимание, квалитет повисок и тоа кошта повеќе. Во последниот период, од Албатрос се во потрага кон нови соработници, со тоа што ќе работат на нови артикли, но во помали серии. Ги работиме малите серии, малите нарачки кои што во другите земји, кои што се наша конкуренција, не ги прифаќаат и не ги работат. Така да тука го гледаме некаде, ја гледаме можноста од некаков излез. Се наоѓаат партнери, меѓутоа треба да се најде правиот партнер со кој што ќе може да се воспостави долгорочна соработка. Во овој изминатиот период сите беа некако на стендбај, сите калкулираа, никој не сакаше да се впушти во некои подолгорочни договори, инвестиции, сите исчекуваа и чекаа. Меѓутоа, имам чувство дека малку се помрднуваат работите кон подобро, не драстично, меѓутоа не е толку црно како што беше претходно. Во однос на најновите мерки што се најавуваат од владата, Андов истакна дека иако се стремат кон тоа самите да се снаоѓаат, сепак откако ќе бидат објавени мерките, ќе ги разгледаат и доколку им одговараат, ќе се обидат да ги искористат.